Добар ден на сите. Моето име е Марко Сенмаков, јас сум ученик во Средното училиште на град Скопје, Владо Тасевски. И во оваа лекција ќе го објаснам начинот на превоз на поштенски пратки. За полесно совладување на лекцијата ќе ги одговорам следниве прашања. Дефинирање на поемот за поштенски пратки, кои се трите нивоа на превоз на поштенски пратки, основните документи во транспортниот процес и кои документи се потребни за превоз на поштенските пратки во меѓународниот поштенски сообраќај. Превозот на пратки е фаза што го опфаќа процесот на работа од отпремата до пристигнувањето, со што се обезбедува меѓусебно поврзан и синхронизиран сообраќајно-технолошки процес на пренос на поштенските пратки на сите нивоа. Во нашата земја, според општиот ред за превоз на поштенски пратки, превозот на пратки е организиран на 3 нивоа. Првото ниво на превоз на поштенските пратки ги опфаќа линиите на превоз што го поврзуваат поштенскиот центар со единиците на поштенската мрежа кои припаѓаат на подрачјето на тој поштенски центар. Организацијата за превоз на поштенски пратки на прво ниво има задача да ги пренесе пратките до поштенскиот центар по правило до 19 часот за да се изврши целосна концентрација на сите пратки што се примени во поштите на подрачјето на поштенскиот центар. Кога ќе пристигнат овие пратки во поштенскиот центар, тој е должен пристигнатите пратки да ги преработи и да ги пренесе на одредичните пошти, најдоцна до 11 часот, за да му се врачат на примачот. Второто ниво на превоз на поштенски пратки ги опфаќа линиите за превоз на пратки меѓу поштенските центри. Превозот на поштенски пратки на второто ниво почнува по извршената концентрација и обработка на пратките во поштенскиот центар, а завршува со враќање на транспортните средства во поштенскиот центар. Третото ниво на превоз на поштенски пратки ги опфаќа линиите што се организираат за превоз на меѓународни закусоци во поаѓање, доаѓање и во транзит. Работниците кои учествуваат во превозот на поштенските пратки се должни на секоја патна релација со себе да носат патен налог. Во овој образец контролорот кој ја контролира размената на закучоци со својот потпис и отпечаток од поштенскиот жиг го потврдува времето на поаѓање и пристигнување на возилото. Возилото што се движи на одредена патна релација треба да биде технички исправно и со соодветна опрема, со уредно пополнет патен налог и однапред одреден возач. Патниот налог содржи податоци за исправноста на возилото, за задачата на која што е уплатено, информации за набавка на гориво, како и прелиминарна пресметка. Дополнително за време на превозот возачот треба да ја носи сообраќајната дозвола на возилото, својата возачка дозвола, како и документ за лична идентификација. За превоз на поштенски пратки во меѓународниот поштенски сообраќај по сувоземен пат се потребни следниве документи: за возачот патен налог, меѓународна дозвола и пасош; за возилото сообраќајна дозвола, зелен картон и потврда во случај на специјален превоз; и за пратките дозвола за превоз и царински исправи за превоз на пратките. Се надевам дека со оваа лекција ви помогнав во совладувањето на материјалот за начинот на превоз на поштенските пратки во поштенскиот сообраќај. Ви благодарам за вниманието.